Почитуван колега Стевананджија, еве гледате на дело како се спроведуваат реформите и како функционира коалицијата СДСМ. Дури со тоа што се одзема збор и не се дава на пратениците да го искористат своето право на збор, кое што законски ми е загарантирано. По кој знае кој пат ќе повторам дека главната реформа на СДСМ е промена на републичкиот јавен обвинител Марко Зврлевски. Ќе дошол животот со неговото разрешување. Сите многу добро знаат дека првата точка на владата, првото ветување кое што го даде Зоран Заев, кој што иако ветуваше инклузивност и вклученост на сите во решенијата кои што ќе ги носи владата на СДСМ, ќе биде континуитет на работата, ќе биде вреднување професионалноста на кадарот кој што ќе се вметне во партизираните институции од страна на ВМРО ДПМН. Како департизира СДСМ сите гледаме. Типичен пример е ансамблот Танец, каде што градежен техничар е ставен за директор. Типичен пример за департизација и за поставување на стручни кадри е Институтот за белодробни болести, каде што гинеколог е поставен за директор. Типичен пример за стручен кадар поставување се здравствените домови во Радовиш и во Берово. Во едното е поставена виша медицинска сестра за веде раководител, во другото радиотехнолог за раководител. Но господине Стевананджија, има една загрижувачка тенденција, што нема реформски кадар од редовите на општинската организација на СДСМ во Тетово. Ниту еден реформски кадар да го стават во Тетово на раководна позиција, само од една причина, за да не ги налутат нивните коалициони партнери од СДСМ, од ДУИ, од Алијанса, со тоа што ќе постават македонци на места каде што има нестручни партиски режимски кадри кои што совесно се вршеле својата работа. Исто така се прашувам, колега Стевананджија, дали со разрешувањето на господинот Зврлевски и доаѓањето на животот ќе престанат да не обвинуваат дека од овие наши обструкции не можат да најдат ни еден реформски кадар да постават во Тетово и конечно да почне да ги решава проблемите на сите граѓани, без разлика на нивната национална, етничка и верска припадност. Дали конечно ќе најдат некој реформски кадар што ќе овозможи да се рестартира Југохром, па да вработаат граѓани од сите националности, од сите вери и етничка припадност. Очигледно, единствено што им пречи во ова нивна департизација е нашето противење на грубата партизација и поставување на несоодветни кадри на сите нивоа на власта во Република Македонија.